Кристина Костова, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, веќе е со мене во студиото на телевизија 24, мојот трет гостин за денеска. Добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден, благодарам на поканата и на укажаната можност да поразговараме ова предпладне. Така, јас ве поканив да зборуваме за економските теми, секако на крајот на разговорот ќе офатиме и дел од политичките случувања што се актуелни во моментов. Како Костова дојде како подпредседател и по она што гледам од вашите излагања, повеќе се за темите од економијата? Како подпредседател, односно до функцијата подпредседателка на СДСМ, мислам дека и не е некое огромно изненадување, особено не за членството, затоа што сум членка на Социјалдемократскиот сојуз веќе од 20 години. Сум имала свој активизам и во рамки на младина, кога тоа било соодветно на годините, и понатаму во рамки на соодветните комисии и тела и органи на партијата. Што се однесува до темите за кои што најчесто зборувам. Не сте економист, јас не доаѓам од областа економија. Точно е, меѓутоа тоа се теми кои што се поврзани со најгорливите прашања на нашите сограѓани и се теми за кои што секојдневно разговараме и со нашите сопартици и со граѓаните кои што сакаат да поразговараат со нас, кои што сакаат да ни дадат поддршка и да искажат свое огромно незадоволство и разочарување во она што значи политики од економски дел на оваа влада, која што за само 9 месеци, тоа се констатациите на нашите соговорници, предизвикале економска катастрофа и сериозно влошување на финансиите и условите за живот во нашата земја. Една од причините, според мене, за лошите резултати на СДСМ беше тоа што економијата беше во втор план, повеќе на дворешната политика, па и внатрешната, отколку ставањето во втор план на економијата. Од друга страна, ова што го спомнавте сега за вашиот политички опонент, пак нивната ориентација, како што го велате, дека акцент ќе стават на економските политики. Прашањето ми е, колкава е одговорноста сега како носител на сектор економија во опозиција ќе ви биде тешко да се наметнете не само кај вашето членство, туку и кај целокупната јавност и повторно да ја добиете довербата од граѓаните? Анализите кои што се правени во врска со претходните случувања покажуваат дека е комплексен, односно се комплексни причините за исходот од претходната година. Меѓутоа, она што го забележуваме сега е дека освен на нивните претходни како опозиција излагања на ДПМН поврзани со економијата и со економската состојба, во кои што јас ќе ве потсетам дека тоа беа едни нивни излагања во кои што секогаш кога Мицкоски се заснуваше и ги заснуваше своите изјави на голо критизерство, и кога ќе беше прашан кои се економските мерки кои што тој ги предлага за подобрување на економската состојба, тој дури и цинично се церекаше и се смешкаше и велеше ќе видите и ќе кажеме кога ќе бидеме власт. Па еве сега 9 месеци се власт и ние гледаме дека економската катастрофа предизвикана од за нас очекуваното расипничко владење на ДПМН и на Мицкоски, гледаме дека изминативе недели дури и ескалира и премина во една политичка и жестока битка од сериозни размери, не само со политичките опоненти, туку и со сите можни групации и организации и здруженија на граѓани. И станува збор за битка во која што Мицкоски и ДПМН од една страна ги загрозуваат основните постулати на демократското организирање и на демократското општество конечно. Контекстот во кој што живееме последниве 9 месеци, колку што тие се на власт, е контекст во кој што цените растат со галопирачка брзина. Ние направивме една анализа од само претходните 3-4 месеци, доколку пред 3-4 месеци цената на јајце изнесувала од 75 до 85 денари, сега таа е покачена на 100 до 140 денари. Шеќерот се продава за 57 денари. Јогуртот 3,2% масленост за таков производ зборуваме, не можете да го најдете под 72 денари и тоа е покачување од некои си 40% само во последните 4 до 5 месеци. Маслото за јадење, значи сирењето еве сега се продава за 440 до 650 денари, додека кашкавалот стана луксус за нашите сограѓани затоа што не можете да го најдете со цена под некои си 600 и нешто денари. На сето тоа се надодава и ситуацијата во која што и цената на енергенсите е порасната, затоа што
додека СДСМ беше на власт, граѓаните добиваа субвенции за струја. Меѓутоа сега тие субвенции се укинати и гледаме дека сметките за струја кои што граѓаните ги плаќаат пораснале за некои си 30%. Но не се само сметките за струја. Сметките за парно пораснаа за 5%. Пораснати се сметките за комунални услуги кои што доаѓаат од општините и од комуналните претпријатија, од општините раководени од ДПМН-евски кадри. Трошоците за живот генерално се зголемени за 5%. И јас само ќе потсетам затоа што тие многу сакаат да се оправдуваат, да наоѓаат своји изговори, меѓутоа еве кога станува збор за цената на струјата, само ќе потсетам дека во време на тешка економска и енергетска глобална криза, кога мегават час беше 550 евра, тогаш граѓаните на Македонија плаќаа пониска сума и помала сума за струја отколку денес, кога цената е 120 евра за мегават час. Така што Само едно мало прекинување, бидејќи тогаш и се субвенционираше цената на електричната енергија, сега се тргнати тие субвенции, затоа можеби е малку порасната во однос на тој период. Не го кажувам ова како адвокат на власта, туку чисто кои беа причините. И во време на СДСМ пораснаа цените за околу 40%. Дел од овие цени кои што ги кажавте вие, јас лично нема да се сложам, бидејќи има дел од намирниците и по многу поевтини цени. Муабетот ми е дека не се најде јунак во последниве години да застане на патот на трговците, каде што енормно се поскапеа цените. Дали вината е кај трговците, кај произведувачите или прекупците, се уште треба да утврдува Комисијата за заштита на конкуренцијата. Меѓутоа, и во време на СДСМ, кога се носеа мерки за ограничување на цените и на маржите, и во ова време повторно цените се качуваат и се зголемуваат производите граѓаните кои што редовно ги купуваат. Тие мерки на замрзнување на маржите, на цените дадоа одреден ефект и го спречија или го успорија покачувањето на тие цени. Она што сега го гледаме е таков еден галопирачки раст на цените и гледаме дека не постои никаков интерес од власта тоа да го спречи. Напротив, само во последните неколку месеци пресметките кажуваат дека десетици милиони евра од џебовите на граѓаните се одлеани кон касите на сопствениците на големите синџири на супермаркети, кои што Мицкоски и ДПМН ги штитат како бубреже во лој. И она што исто така го забележуваме е дека сите економски параметри покажуваат одредено намалување и влошување на економската состојба. Например, индустриското производство е намалено и во пад од 1,4%, извозот е намален за 5,9%, речиси 6%, капиталните инвестиции стагнираат. Во првите 2 месеци од оваа година реализацијата е само 2%. И тука споредбата мора да се направи затоа што пред само 12 месеци тие реализации изнесуваа 12%, 10% повеќе на почетокот од 2024 година, наспроти на почетокот од 2025 година. Овој драстичен раст имаме на број на компании кои што не успеваат да исплатат плата. Март месец сме во 2025 година, излезе официјален податок дека во овој месец имаме 83.000 граѓани на нашата држава кои што се уште не ја земале јануарската плата. Ова е загрижувачки. Објаснувањето на УЈП беше дека 15 е во викенд паднало, па затоа не се исплатиле платите. Март месец. Драстичниот раст на тој број на компании кои што не исплаќаат плати. Кога на тоа ќе ги надоврзиме исто така и странските инвестиции кои што си одат, затоа што ние гледаме дека откако е ДПМН на власт, илјадници работници се отпуштени. Ставен е клуч на неколку фабрички погони во земјава. Кога на тоа значи ќе се надоврзат отпуштените работници, ова се први сериозни индикатори дека економската состојба во земјава сериозно и забрзано се влошува. И ова не се само бројки, само цифри со кои што сега ние разговараме. Ајде да одиме со причините. Што според вас, според партијата е причина? Бидејќи не се променија многу работи во однос со промената на власта, или се промени односот на власта, односно немањето политичка волја. Затоа што за да се помогне да се подобри благосостојбата и добробитта на граѓаните, првиот предуслов е да се има политичка волја. Ние гледаме дека
Мицкоски и ДПМН немаат политичка волја да ги качуваат платите, како што тоа беше случајот во времето кога СДСМ владееше. И ни велат немало пари за плати на граѓаните. Дотаму одат. ДПМН застана во отворена борба против работниците. Денови во ова што го гледаме, тие прават се за да ги замолчат сите оние кои што како работници си го бараат она што го заслужуваат, да се вреднува нивниот труд и да добијат покачување на минималната плата за да имаат доволно за достоинствен живот. Затоа што во моментот за основната синдикална кошничка се потребни не една, не две, три минимални плати за да се покријат најосновните трошоци. Но, наместо да ги зголеми платите, ДПМН и Мицкоски гледаме дека она што го прават е да водат валкана, нечесна кампања против секој кој што го сметаат за неистомисленик или за неподобен. Многу брзо си ги симнаа маските и препознаваме, го гледаме она старо познато лице на режимот предводено од ДПМН, кој режим народот го дели на подобни и на неподобни. И тоа се случувањата кои што сега ги имаме со синдикатот, гледаме како преку овие отворени, дрски и безочни напади кон синдикалците, практично тие на тој начин се обидуваат да ги отфрлат легитимните барања на сите граѓани за повисоки плати. И сега, навистина е не чудно, туку и запрепастувачки безобразно, затоа што истите тие синдикалци, од истиот тој синдикат, на кој до вчера Дафина Стојановска и останатите ДПМН-евски челници им изразуваа јавна поддршка во нивните барања за зголемување на платите, сега се дискредитирани во нивните барања, се отфрлени и одеднаш ССМ не бил легитимен представник на работниците. Па ДПМН и Мицкоски ќе си бараат представници и работнички репрезенти кои што ги задоволуваат ДПМН-евските критериуми, ги задоволуваат и вкусовите на Мицкоски, а не се автентични представници на работниците. Ова е особено загрижувачки затоа што, видете, ова е поврзано со градење на таа генерална слика и атмосфера во која што ДПМН единствено знае да функционира, а тоа е атмосфера на сериозна угнетеност и спречување на граѓаните да си го побараат она што ним припаѓа. На Мицкоски многу тешко му паѓа. ССМ не можат многу да се пофалат и во соработката со СДСМ додека беше на власт, бидејќи ако ви текнува 2 години протестира, речиси секој втор ден на главните булевари низ Скопје. И во сите тие промести. И бара и за време на сите тие протести. Плата 2000 денари бара повеќе од 2 години. И за време на сите тие протести, СДСМ ниту еднаш не се осмели да каже дека тоа не се легитимни представници на работниците, ниту пак се обидуваше да го угуши нивното изразено незадоволство. Она што ДПМН во тој период го правеше, се обидуваше не само да го угуши, туку да се налепи на тоа незадоволство, да направи една хипербола од истото и на некој начин да си преземе голем дел од заслугите за создавањето на такво незадоволство и за ширење на... Затоа што, знаете, ДПМН се махери за ширење хистерија и за крејање паника во општеството, особено кога се опозиција. Ние на дело сепак сме покажале дека се грижиме за граѓаните, затоа што за време на владење на СДСМ минималната плата од 8 се покачи на 23.000 денари, но тоа не е единственото покачување кое што настанало. Јас само ќе потсетам дека најголемото покачување на плати во образование се има случајно за време на претходната влада предводена од СДСМ. И ова морам да го кажам затоа што е особено важно ако сакаме поквалитетно образование. Ниту една влада претходно од осамостојувањето па досега нема направено покачување на платите кумулативно во износ од 55% во основно и во средно образование, онака како што тоа го направи претходната влада предводена од СДСМ. Не само во основно и во средно. Ние ги покачивме и успеавме со измени во Законот за високо образование да обезбедиме коефициент за исплата на плата усогласено со зголемувањето на животните трошоци, така што и покачувањата во високо образование се 100% заслуга на СДСМ. И видете, незадоволство имало. Ние се наоѓаме во една таква глобална политичка ситуација во која што тешко е да се носат квалитетни економски решенија, но треба да имате и да покажете волја и желба да им помогнете на сограѓаните. И тоа е нешто што граѓаните го препознале во СДСМ, дека го добиваат како не како услуга, туку го добиваат како одговорност која што
таа влада си ја завршувала. Затоа што ја само ќе потсетам, само во последната година за пакетот антикризни мерки, тоа беа пари кои што се дава директно во џебовите на граѓаните, беа одвоени 663 милиони евра. Да не зборуваме за сите други претходни пакети со антикризни мерки, да не зборуваме за воспоставувањето на мој ДДВ и редовното исплаќање, па дури и покачувањето на сумата која што се исплаќа. Сето тоа се враќање на парите назад кон граѓаните, така што од аспект на економски мерки и постигнувања, јас ќе кажам, секогаш може подобро и треба подобро. Меѓутоа, факт е дека она што го гледаме ние во моментов од ДПМН е едно такво безочно и безобразно одбивање на одговорноста да направат нешто конкретно и добро за јавноста. Она што го гледаме од нив е како Мицкоски до пред некоја недела дрско и безобразно ги обвинуваше граѓаните зошто пиеле инстант кафе и зошто јаделе сезонско овошје. За само неколку недели подоцна да излезе дека не само Мицкоски, туку и целата негова владина свита нарачувале и јаделе папаја, манго, аспарагус, нарачувале како што гледаме лигња, октоподи, ракчиња, чаден лосос. Тоа се работи кои што не постојат на трпезата, ги нема во синдикалната кошничка. Меѓутоа ги има секогаш во менито во влада или во собрање. Кој граѓанин ги може да си ги овозможи. Тоа можеме да го признаеме, нели? И сега зборуваме за тоа дека тие нарачки и тие набавки се особено зголемени. Дури гледаме 50 килограми ореви, што е нарачка која што порано никогаш ја немало. Меѓутоа, во време во кое за народот стана луксус, леб и сирење да јаде, Мицкоски и ДПМН јадат екзотично овошје и скапи морски плодови, ама не завршува тука приказната. Тие се шетаат на екскурзии наоколу во скапи приватни летови, за кои што не кажуваат колку не чини нас, како граѓани, да им ги плаќаме тие екскурзии. Се гоштеваат, гледаме по сликите во скапите вашингтонски, њујоршки, будимпештански ресторани. И, пазете, не само што не сакаат и одбиваат на буџет, историски најголем буџет, од 6 милиарди евра, тие велат дека нема еден денар за покачување на платите на граѓаните и прават вакви работи со дискредитирање на работниците, а одбиваат барем малку да ги покачат платите. И не само тоа, туку исто така и одбиваат да преземат конкретни мерки за да ги намалат цените во маркетите. Тие ги оставаат трговците да се збогатат за 3 генерации. И она што ви го спомнав претходно. Ако зборуваме за економски политики, да, додека ДПМН беше во опозиција, не даваше никакви предлози. Само онака со церекање велеа, ке видите. Еве гледаме. Ние сепак како политички субјект, Социјалдемократскиот сојуз и во минатото како опозиција, и сега како опозиција, одговорно се поставуваме кон овие работи затоа што на крајот од денот нашата обврска е кон граѓаните. И велиме, окей, ДПМН не можеме од вас да очекуваме да смислите сами конкретни мерки со кои што ќе му помогнете на народот. Впрочем, и како можеме тоа да го очекуваме од Мицкоски кога гледаме дека кој ќе му даде такви совети? На чело на неговата економска екипа советници е Ставрески, кој што може да го советува. Тоа е истата таа екипа која што сериозно го опустоши и го осиромаши народот. Меѓутоа, еве ние велиме, окей, даваме наши конкретни предлози за тоа што би можеле да направите. И велиме, намалување на ДДВ на електрична енергија од 18 на 5%, намалување на ДДВ за основни прехранбени производи, да се замрзнат цените на основни прехранбени производи, што тие го најавија, па потоа се повлекоа и маржите исто така не сакаат да ги фиксираат. Овде исто така е особено важно итно спроведување на законот за нефер трговски практики. Затоа што овој закон е клучен за заштита на потрошувачите од тие манипулации и нефер практики на пазарот и е донесен од СДСМ, сега останува на ДПМН да го спроведе. Спомнавме исто така и за намалување на цената на зелен картон, што ќе им помогне и на семејствата, меѓутоа и на малите бизниси. И она што е особено важно и што мислам дека навистина ние нема да се налутиме ако ни ја земат мерката и ако ни ја спроведат, затоа што е навистина добра мерка, тоа е мерка поврзана со покачување платите во приватниот сектор. Нашите пресметки покажуваат дека ваков закон би опфатил околу 400.000 граѓани, значи за да има зголемување на платите во приватниот сектор, и за на компаниите да им се олесни плаќањето, односно системот, да не плаќаат дополнителна одредена сума за придонеси, да остане замрзната на онаа плата која што е сега, а сето останато зголемување да биде од 3
до 15.000 денари, значи тоа би било во просек 7.500 денари по работник. Нашите предсметки покажуваат дека на годишно ниво за тие 400.000 работници, тоа не е мала бројка, кои што ќе бидат опфатени со овие покачувања, 585 милиони евра на годишно ниво директно ќе се слеат во џебовите на граѓаните. И тоа е добра мерка, меѓутоа не помина во може собранието. И која што треба да размислат добро, затоа што тоа ќе им донесе добробит на граѓаните. Ве оставив да говорите и кажавте неколку работи, па повторно ќе кажам, овде ве викнав на интервју, не една политичко соочување, меѓутоа како што кажувавте, така ми се враќа информации и спомени од вашето владење. Ја кажавте нарачката на специфично овошје и зеленчук во владата. И во времето на СДСМ имаше и луксузни и октоподи, и мангои, и други работи за кои што некако новинари пишувавме. Прошетките со приватните авиони беше нешто слично кога Заев и Филипче се возеа со хеликоптерот, а се алармираше за што повеќе да се користи тој хеликоптер за медицинските цели. ВМРО ДПМН понуди намалување како позиција на ДДВ на горивата и на електричната енергија како власт, СДСМ не сакаше ни да чуе за тоа време. Повторно кажам, само што ми текнуваат неколку работи од пред неколку години, не во одбрана на сегашната власт, туку слични работи се правеа, да не речам идентични, додека и вие бевте на власт, тоа што бара дека се слични или идентични, затоа што степенот е многу поинаков. Меѓутоа, оно што ние го забележуваме е тоа дека во само 9 месеци власт има таков аздис од страна на власта и не е само по однос на овие претходно искажани работи, туку еве гледаме и начинот на кој што тие ја хендлаат или да речеме ја водат политиката на јавни финансии и политиката на управувањето со јавниот долг, а тоа е најевидентно преку земањето на еден од најлошите и најнеповолните кредити, тоа е унгарскиот кредит за кој што граѓаните сега веќе плаќаат највисоки камати, инаку станува збор за кредит за кој што граѓаните и компаниите ќе платат ефективна камата од 5,2%, а веќе знаеме дека нашите домашни банки нудат кредити по каматни стапки пониски од 5%. Но не е проблемот само во тоа и не е проблемот само во провизијата за неповлечени средства на годишно ниво, ни одземаат некои си 2,5 милиони евра и веќе се одземени над 600.000 евра по тој основ, затоа што не се доделени средствата. Средствата се земени, не знаат што да прават со нив, се мислат како да ги распределат и губиме практично пари како граѓани. Дополнително со тоа што во следните 15 години за кредитот од 1 милиарда евра ќе платиме безмалку 500 милиони евра, значи исклучително неповолно задолжување, но на ова ќе се додадат исто така и оние тендерски мрежи кои што гледаме дека добро ги поставили и си ги одржуваат не само сега откако се на централна власт, туку и изминативе 3,5 години како добро ја држат локалната власт во останатите општини, во општините во кои што има ДПМН-евски градоначалници, па ја гледаме таа тендерска мрежа како си продолжува во останатите институции. Јас само ќе ве потсетам дека само во последните неколку дена зборувавме за тоа дека велат нема пари за плати, ама има пари за настрешница кај МНР од речиси 550.000 евра. И за таа настрешница тендерот го добива Pyramid Building Solutions, фирма која од Тимчо Муцунски во својство на градоначалник на аеродром веќе има добиено 11 тендери вредни 2 милиони евра. Ама не е само од општина Аеродром, туку исто така и од општина Газибава, добива 8 тендери. Веќе има добиено неколку тендери за проектите од унгарскиот кредит во износ од 1,8 милиони евра. И овде е веќе основан сомнежот дека се испумпуваат парите и од унгарскиот кредит и дека завршуваат на адреси во тендерски мрежи вкотвени, всадени, како сакате наречете, во Белата палата. Се испумпуваат, гледаме исто така и пари од Министерството за дигитална трансформација, и тоа директно во семејниот буџет на државната секретарка. И пазете, овде навистина загрижувачки што се случува во тоа министерство, затоа што имате министер кој што доаѓа од семејство кој што се чини дека мора да биде главен кадровик во ДПМН. Оти мора едниот син да биде министер, другиот да биде унапреден во АНБ, па впрочем затоа ли го ставија Бојан Христовски да биде директор на АНБ за да може да унапредува и кој треба и кој не треба, а таткото од тоа семејство мора да биде советникот на Мицкоски. И гледате, тука се создава една таква ситуација во која што
практично имате запоседнување, партизација која што е безочна и брза, запоседнување на сите институции, дури еве сега гледаме го прават и овој безочен упад во правосудството. А зошто е тоа така? Затоа што на нив им е потребно да што побрзо и час поскоро си го вратат стариот автократски метод на функционирање на ДПМН-евскиот режим. Затоа што сиромаштија, изолација и автократија се трите столбови на кои што почива ДПМН-евската матрица, за која што гледаме дека од 2016 па до сега ниту ја промениле, ниту пак имаат намера да ја променат. Така што ние гледаме сериозно влошување и на економската состојба, меѓутоа и на демократската атмосфера во земјава. И тоа го гледаме и преку ваквите упади и дискредитирања на работата на синдикатите, на работата на сите здруженија и на сите граѓани, како што веќе гледаме, кои што лесно јовлаш се дискредитираат од страна на владеачките структури. А на сето тоа, кога ќе надоврзете дека станува збор исто така за една ситуација во која што земјава не само што е изолирана, не само што е единствена земја од регионов, која што има кандидатски статус, а не го почнала процесот на преговори со Европската Унија, туку ние сме сега малтене во ситуација во која што владата, предводена од ДПМН и нивната коалиција, ја вади Македонија тотално од колосек и ја носи на едно беспаќе, во една безизлезна ситуација. И тоа нешто што веќе го имаме видено затоа што позициите на земјава на меѓународен план во минатото владење на режимот во тие 10 години беа неповратно уназадени. Гледаме дека сега тоа го прават засилено и забрзано. Од Струмица на 8 март испративте неколку, велам испративте како политичка партија, битни пораки, меѓу кои голем оптимизам за исход на локалните избори. Една од главните пораки која што беше испратена од Струмица се однесуваше на она срамно излагање на министерката за финансии, за кое што морам да кажам дека такво упатување на такви навредливи зборови, не само кон пратеничка, туку кон граѓанка на земјава. Имаме 4 минути. Ве молам, сакам уште едно прашање да ве прашам. Така. Конкретно. Мислам дека главно треба да ни биде пораката од Струмица поврзана со тоа дека борбата за правата на жените секогаш се одвивала и била во добра насока кога имате вистински сојузници, кога жените имале вистински сојузници во власта, што за жал сега не го гледаме. Ние впрочем се уште немаме добиено како граѓани, не зборувам како социјалдемократи, како граѓани, како жени немаме добиено извинување ниту од Кочавска Димитриевска, ниту од која било од жените, ниту пак од мажите од ДПМН. Тие го игнорираат овој екстремно скандалозен случај, а гледаме дека за слични зборови упатени во Грција, практично луѓето си ги губат своите функции, затоа што тоа е навистина не е човечки воопшто да се зборува така. И пораките исто така кои што ги испративме се разбира, ние и понатаму ќе зборуваме на локални теми, не само затоа што локалните избори се приближуваат, туку исто така затоа што и локалните теми се оние кои што ги тиштат граѓаните. Јас спомнав претходно, но ајде сега и малку повеќе да елаборирам на таа тема, и ќе ги повикам и граѓаните да си ги проверат сметките за вода, сметките за ѓубрарина, да проверат колку во последните 3,5 години се покачени. Затоа што ќе ви дадам за пример. Штип, местото од каде што јас доаѓам, по основ на ѓубрарина покачена е таа ставка за над 100%, над 120%. Цената на водата се покачува, цената на одржување на зеленило, и тоа малку зеленило кое што ни останало, исто така е покачена за можеби мислам дека беше некои 200%, сега треба да проверам, затоа што не располагам во моментов со тие бројки. Во исто време гледаме како преку општините се обидуваат да испумпуваат пари на проекти кои што ниту ги ветиле, ниту некој им ги побарал, ниту пак решаваат некое клучно прашање кое што им е важно или на досегашните, или на генерациите кои што доаѓаат во тие места. Во една минута ве молам само да ми одговорите што очекувате од локалните избори. Очекуваме подобар резултат.
што доколку се случи спротивното да ги загубите Центар и Струмица? Не, нема да разгледуваме такви идеи, затоа што ние се движиме моментално на терен, не само во партиските простори, Што велат анкетите? И анкетите, меѓутоа, исто така има едно расположение. Прво е важно да се каже дека е на сериозна разочараност во владата предводена од Луцкавскиот ДПМН, затоа што се што ветија, а ветуваа многу и ветуваа дека многу подобро ќе се однесувале, гледаме дека го прават спротивното. Многу полошо, значително полоши резултати покажуваат, и тоа ќе се покаже и на анкетите, меѓутоа исто така се покажува веќе и верувам дека и го гледате во секојдневните ваши интеракции со нашите сограѓани, затоа што станува збор за малку поинаква ситуација од претходно во која што граѓаните се уште се осмелуваат да зборуваат за своите незадоволства. И тоа ќе биде ситуација која што ќе биде клучна за време на локалните избори. Јас ви благодарам што бевте моја гостинка Благодарам и денеска. вам. Следната ваша покана секако ќе биде со представник од спротивната страна, од власта, па да си кажете убаво што имате едни на други и да си направиме еден телевизиски дуел со владеачката партија. Благодарам уште вам и еднаш. благодарам за вниманието и ваше и на вашите гледачи. Така.